Песната Дувна ветре примерно беше отпеана во далечната 1975 година од страна на Весна Бучкова, а 15 години подоцна чест да ја препее песната имаше Елеонора, која што е денеска токму со нас. Во продолжение ќе слушаме нешто повеќе за тоа како и започна музичката кариера како дете, дали и недостига на некој начин самата музика, но ќе напоменеме нешто повеќе за песната Дувна ветре Развигорче, која што се уште се слуша од страна на дечињата и на некој начин на секоја роденденска прослава можеме да ја слушнеме токму таа песна. Да и посакаме добро утро на госпогица Елеонора. Добро утро, Марија. Благодарам на поканата. На самиот почеток ќе ве прашам како сте, како ви започна денешниот ден? Па, денешниот ден, како и секој ден, значи, нормално, турбо, од Сабајле. Прво со керките на училиште, да ги разнесам да дојдам на работа, на работно место, така да, како и секој ден, доста турбулентно. Плюс, тука играат улога и работните уврски, нели како секој од нас? Првенствено тука сме за да напоменеме нешто повеќе за вашата музичка кариера како дете. Кажете ми како дојде до тоа вие да ја препеете Дувна ветре Развигорче? Како што напомена, Дувна ветре е препеана од моја страна песна. Весна Бучкова ја испеала 1975 година. Како дојде јас да ја пеам таа песна? Кога започнав, нели во тој период имаше забавиште, градинка па забавиште. Сега нема такво нешто, има градинка до прво оделение. Тогаш немаше аудиции, па да треба нели родителите нашите не носат на тие аудиции, него беше буквално самата организација на Златно славече доаѓа во забавиште и сите деца нареди едно по едно и ајде сите по еден рефрен да испееме, нели? И така ги бираат талентите. Она буквално ако имаш слух за музика, значи ти си одбран, го повикуваат родителот, му кажуваат дека детето е сепак талентирано, вреди да одвоите да инвестирате време, ваше време, нели, да го носите на тие одредени проби кои што се потребни за тој фестивал. И така започна се, уствари јас бев многу мала, буквално 5,5 години. Почнав да одам на тие проби, моите почнаа да ме носат и тогашните проби се одржува во Македонска радиотелевизија. И секако уште првата година веќе ми беше доделена песна дека ти ќе пееш Дувна ветре Развигорче, една од, не знам, најпевливите песни во тој период. Сите деца нели ја сака, ја пееа, па и ден денеска ја пеат. Така да, ето на таков начин првично, само што започнав со одење на хор, на проби, ми беше доделена Дувна ветре Развигорче да ја пеам јас. Еве веќе кога ги напоменавте сите тие проби и подготовки, дали можеби поточно се сеќавате како теча подготовките и дали се сеќавате буквално на самиот вашиот прв настап? Да, се сеќавам. Пробите беа 2 пати неделно. Како што напомена во Македонската радиотелевизија, буквално моите требаше да ме носат, да ме чекаат таму, нели да ме земат 2 пати неделно. И беа доста захтевни на некој начин и сите тие снимања за таа песна и мислам целиот тој фестивал беше буквално мојата песна, мислам дека цел ден ја снимавме. Јас како мала ја паметам дека цел ден бев во тоа студио, се повторуваше рефрени, строфи и така натаму. Меѓутоа доста да кажам захтевно и првиот настап мој нели на Златно славече 1990 година беше 20 години од постоење на Златното славече и во тој фестивал се препеа сите песни кои што биле добар хит во изминатите нели 20 години се пееле на Златното славече. Така да првиот настап го паметам дека бев многу мала и дека 6 и дека се сеќавам дека татко ми викаше или јас ќе стојам пред бината и ќе те анимирам, нели, генерално како дете бев многу темпераментна и гарант моите си викале се ако ќе излезе, кој ќе види на публика цела, кој ќе почне да ракоплеска на самата песна, стекна да се сврти да си отиде. И се сеќавам дека татко ми тука беше во први редови, нели, кај што да видам дека он тука чисто да осетам некоја сигурност. И така да се сеќавам баш на тој прв настап и нели после тоа требаше да се организира некој со цвеќе што ќе дојде од после, па тука беа моите роднини и пријатели. Така да, интересно. Велите, татко ми беше тука пред самата бина за да почувствувам некоја сигурност. Сигурност или пак трема? Што имаш во тој момент, бидејќи еве мое размислување, дечињата не размислуваат многу на околностите и немаат толку трема колку што би имал еден возрасен човек пред настап.
Па јас сметам дека можеби он имал повеќе трема од мене, односно он имал трема за мене да не, нели нормално ми се случи нешто па да се свртам да си отидам или нешто на сцена, било што не е планирано, али сметам дека тремата мислам дека кај моите родители била многу поголема отколку кај мене. Сепак дете на 6 години трема не верувам дека толку може да осети. Кои ви се најубави моменти од тој период? Дали можеби се сеќавате? Многу се. Али веќе одвојам пример да речеме настапи кои што сме ги имале по фестивалите. Мислам не зборам фестивалите како Златно славече, меѓутоа во Златно славече ние настапувавме на многу различни фестивали, настапи насекаде во градовите низ Македонија. И сите оние дружби со тие дечиња кои што каде што сме настапувале, нели во тие градови, можам да кажам дури ден денеска дека имам комуникација со некои од тие дечиња, бидејќи немало како сега пример се резервира хотел, славечињата доаѓаат. Не, туку сме биле буквално представени како славечињата доаѓаат кој ќе сака да земе славече кај вас дома да преспие. Значи ние не сме биле по хотели, по одмаралишта во тој период, него буквално некои од децата во школите не земале нели кај нив да преспиеме и после тие дружби, па не знам во тој период нели сме се допишувале со писма и така натаму. Така да тие се едно друго време кој што е доста не се заборава. Едноставно не се заборава и баш е време каде што ние кога деца сме растеле, сме комуницирале, емоции, емпатија спрема другите, си знаел некако како да се поврзаш со тие деца во тој период. Очекувавте ли песната која што ја препеавте да стане хит во тоа тогашно време? Па песната беше хит. Ја кога нели ја земав за да ја препеам, мислам кога ми ја доделија, кога ми ја дада, беше самата песна хит и како нели почнува социјалниве мрежи, YouTube и така натаму да стануваат се поактуелни, така да песната си завзема некој простор на YouTube и децата, сите оние деца кои што растат, нели првично самото ракоплескање во песната дава да и од најмала возраст може да ја научат песната. И во тој момент мислам дека си беше нели нормално хит од како ја препеа. По еден ден се слуша, напоменав и во текот на самиот разговор на безброј роденденски прослави, поималите дечиња дома си ја слушаат таа песна. Дали можеби вашите деца кога биле помали, верувам сега се повозрасни, ја слушале песната? Нормално. Не само што ја слушале, него знаеле во игротека кој ќе пуштат мамо еве твојата песна и така натаму, меѓутоа да, буквално растеле со тие песни, пошто не е само таа, сите нормално сум им ги пуштала нели да ги слушаат да растат со таа песна. Кажете ми, се случува ли денеска некој да ве препозна? Да каже еве го девојчето кој што ја препеа другите? Не, реално не сум јавна личност. Не може секој да ме препознае, затоа што не сум продолжила со музиката и не сум продолжила со настап или било каква поврзаност со музиката, не сум имала. Така да не верувам дека некој може да ме препознае. Тен ако ми изгугла вака некој на работа, па да, ти си таа што ја пееше Дувна ветра развигорче. Не, сега веќе знаат, меѓутоа, да, во почетоците не знаеле, да. Зошто не продолживте со вашата музичка кариера? Па, освен Дувна ветра развигорче, имам јас и други песни кои што ги пеев. Наредната година, 91 година, ми беше дадена Умна глава и таа има исто интересен референт кој што е доста познат. Јас сум деца Умна глава, знам да пржам риби в тава. Меѓутоа, после Умна глава, 93 година повторно останав на Златно славече, бев во хорот, баш оној период каде што Тоше Проевски ја пееше Влашката песна. И после тоа продолжив на еден фолклорен фестивал да пеам, исто и таму завземав солистички настап, пеев Пролетна песна и тука веќе достигнав некоја возраст каде што не можам веќе да пеам на Златно славече, треба да се фокусирам на нешто друго, сакам да пеам и се останав да пеам во хорот на Македонската радиотелевизија до мои, да кажам, 14-15 години.
тој хор исто така се одржува нели разни проби во македонската радиотелевизија, настапувавме на одредени настани, фестивали, немавме конкретно наш фестивал, меѓутоа оние божикни, не знам, црковни хорови, божикни песни каде што ги пеевме, така што и таму веќе достигнав некој лимит станав, мислам, 8 оделение, кај што требаше веќе да почнам средно училиште. И некако се засетив, а и во тој период за таа моја возраст немаше повеќе ништо. Требаше да се одредам или ќе бидам пејачка, каде што ќе имам своја песна, или пак веќе тука ми завршува некоја моја музичка кариера. Така да се фокусирав на средното училиште, на кариера која што е сосема различна од музиката. И тука можам да кажам ми заврши таа некоја музичка кариера. На некој начин ја прекинавте вашата музичка кариера, потука ќе ве прашам која е Елеонора денес, со што се занимава? Па Елеонора денес е мајка на две девојчиња, Леона и Јана. Ги поздравувам многу. И моментално работам како менеджер за човечки ресурси, односно таа кариера на каде што се насочив јас. Работа со луѓе, со комуникација, со тоа е нешто што ме исполнува. И тоа сум моментално денес. Скроз различно од музиката. Ви недостасува музиката на моменти? Или може би само убавите се? Кариерата музичка не ми недостасува, меѓутоа музика како музика секако дека ми недостасува и моменти каде што имаме фамилиарни настани или службени настани, значи баш ми иде онака да се микрофона да допеам јас песната или знам ја подобро да ја испеам песната, така да имам такви моменти и не дека не сум го земала микрофонот и не сум испеала нека песна, да, има исклучоци, али се тоа се некои такви одредени настани во кругот на луѓе каде што ги познавам, каде што не знам, се осеќам сигурно, така да. Пред самиот крај, што би им препорачале на родителите кои што имаат деца и ја сакаат музиката, односно сакаат да пеат и да учествуваат на фестивали? Поодамна можам да кажам имав некое друго мислење за разлика од сега. Односно, викав зошто ги носите деца вако, не ви се талентирани, нели, од таков некој аспект. Меѓутоа сега како јас веќе имам деца и како моите деца растат, скроз го променив мислењето мое. И сега баш би им дала поддршка на сите родители кои што било каков увидат увид да има дека детето не мора да е талентирано. Има слух за музика, сака да пее, сака да игра, музички е, има волја, да има нешто во него да ги носат. Да било каков хор, било каков фестивал, макар да е тоа некоја приредба училишна, да присуствува, да учествува, затоа што таа социјализација, комуникација со деца е неспоредлива со технологијата која што оди сега во моментов напред и каде што децата се фокусирани само на телефон. Така да без разлика дали се талентирани или не, пак ќе кажам, технологијата иде напред, секој глас може да се измикса, ама тоа искуство кое што они ќе го доживеат во тие години каде што одат на проби, на пеење, на хорови, е неспоредливо со седењето во соба, на телефони, не дружба, не социјализација. Е непроценливо. Непроценливо, да. Ве благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можност да поразговараме токму за ова, за вашата поранешна музичка кариера и верувам дека и на гледачите им го задржавме вниманието со овој разговор. Ти благодарам, Маријуш, еднаш на поканата. Благодарам.